здраво! Вака петочно, пред викенд, водени сме од музиката. Денес имаме интересни прилози кои вреди да ги погледнете. Пред штипските студенти на Факултетот за музичка уметност презентирано најпопуларното пеење во светот. За што станува збор, ќе дознаете се како доколку останете со нас до самиот крај. А исто така, говориме и за лудата журка која што не очекува на 1 и 2 мај на локација 9 км Штип. Започнуваме со првиот прилог подготвен за денес. Тој се однесува на светски познатиот начин за пеење, кој ни го презентира Хрватот кој студира, живее и работи во Австрија. Студентите на Факултетот за музичка уметност во Штип денес имаа една несекојдневна можност да уживаат во настапот на Хрват кој живее и работи во Австрија, Иво Маер, кој на публиката и го доближи најпопуларното пеење во светот. Вчера имав настап во Скопје, каде ко репетитор ми беше господјата Шкарич и по нејзина покана денес сум во Штип. Тегала ме замолила да данас наступим и овде у универзитетот. Иво Мајер е контратенор, а контратенори како гласови ги има околу 100 во цел свет. Порано контратенори биле кастрати. Значи тоа се оние машки гласови кои што во времето на барокот биле кастратите, меѓутоа денес повеќе немаме практика на кастрирање на деца кои што биле сопрани, кои што се сопрани како млади, па така да само неколку луѓе во светот можат посебна техника на пеење да ја опфатат како што го прави тоа Иво Мајер, и затоа неговата боја на глас е специфична и преубава. Инаку како дете тој бил сопран, значи машки сопран, и на 10 години ја пеел Кралицата на ноќта без никаков проблем. Истим чисто другачу технику Контратенорот е боја на глас која што обично го имаат женските сопрани, но јас преку специјална техника на пеење можам да ги доловам истите ноти што и женските гласови. Останува машката боја на глас, но со женско пеење. Гласа, и тој онда контратенор. Изведбата премногу ми се допадна. Навистина денеска сме во можност да слушнеме еден прекрасен млад човек. Фактички тој е на извонредна можност да се запознаеме и ние да видиме во живо. Мислам, стварно е прекрасно. Исто така и пратњата на професор Шкарич е на многу високо ниво. Многу ми се допадна. Громогласниот аплауз беше уште еден доказ за тоа колку мини концертот на Мајер беше од значење за публиката. Рубриката занимливости за сите оние кои што сакаат адреналин. Првиот скок со падобран од врвот на највисоката зграда во светот, Бурдж Калифа, вреди да се погледне. Покрај самиот скок ќе ве фасцинира и погледот на Дубај и несумнено ќе останете без див. Дали можете да се замислите само како е да се скокне од височина од 830 метри со или без падобран? Дури ни во холивудските филмови не се осмелиле да го визуализираат подвигот на Винс Рефит и Форд Фуген, со кој би требало да остварат нов рекорд за Гинис. За она што не очекува на 1 и 2 мај, ќе имате можност ексклузивно да слушнете во лајт. Од организаторите на Штипската пастрамалијада и новогодишниот дочек во најава уште еден музички настан. Get One Open Air Happening. Од ова година, по некоја пауза од неколку години, овој happening, да не кажам дека е нов, меѓутоа можеме да кажеме дека продолжува.
Ова е хепенинг Gate 1, на скратено го викаме ние, организаторите, кој што ќе се случи на 1 и 2 мај на локација на споменик на 9 километар. Штипјани добро ја познава таа локација и е планирана да трае 2 дена и 2 ноќи. Значи концептот на овој настан е баш тоа, да собереме повеќе музички имиња и да погодиме поголем обем на вкусови на луѓе. Значи да не се прецизира настанот како журка или техно журка, пошто настанот е многу поголем обем. Покровител и на оваа манифестација е Општина Штип и градоначалникот на Општина Штип, господинот Илчо Захариев, во соработка и ние како организатори, Сдружение Пастрамалијада. Овде би ги споменал и нашите соработници кои се ангажирани за овој настан, тоа е Trinity Media. Значи покриваме вкусови од рок музика, од забавна музика, како и од електронска музика. Првиот ден имаме настап на реномирани наши рок-н-рол групи, познати диџи, како Диџи Василе, кој е добро познат по неговите настапи. Еве, ние се подготвуваме за журката, како што и вие самите знаете, дека јас ќе настапам на еден од тие двата дена. Па мои очекувања, мислам дека сега за сега има доста заинтересираност и се надевам дека и организаторите на овој настан да им препорачаме, нели, да предасме во традиција, бидејќи вакво нешто стварно недостапува на нашиот град. Диџи Борче Панов, Зоки Поки од Радовиш, Лаки од Кавадарци, Андрој Мицајков. Вториот ден имаме во замисла е на техно забава, журка. Овој музички хепенинг исто така промовираме и едно ново име од Штип, Благој Кралев. Луѓето може тамо околу самата локација да кампираат. Имаме луѓе кај што ќе имаме застапено доста шанкови, каде имаме фудленд исто планирано тамо, значи има сите услови се направени за да луѓето може да дојдат и целодневна и целовечерна забава да може да си поминат овие 2 дена луѓето кои што ќе бидат тука. Бидејќи оваа манифестација која се одржува во Штип и претежно за Штип, преднос имаат нашите угостители и нашите кафетерии и дел од нив ќе бидат застапени на овој хепенинг. Бендовите се добро прочуени, добро познати. Штипскиот бенд No End во соработка, значи заедно настапки имаат со Зоран Илиев. Потоа продолжуваат музичкиот бенд Shine, The Hounds. А она што буди најголем интерес се диџеите од Холандија и Бугарија. Како специјални гости веќе ги доведуваме Тимо од Бугарија, кој е продуцент и диџеј, е доста популарен. Другите ексклузивни гости што ни доаѓаат директно од Холандија, од Амстердам, се Менју, тој е македонец кој живее во Амстердам и си работи таму, пушта во музика во најпрестижните клубови. И Франческо Робустели, кој исто така е продуцент, продуцира музика и има доста енергија во неговата музика. Тие ќе имаат заеднички back-to-back настап. Речиси 48-часовен хепенинг не очекува многу наскоро, па за сите оние кои уживаат во електронската музика, но и поп и забавната, присуството е задолжително. И за крај предлог филм. Водител. Легендата продолжува. Ова е филмско остварување од 2013 година и задолжително треба да го погледнете. Во траење од час и 59 минути, а е во режија на Адам Микеј. Жарн комедија. 70 години се позади животот на еден новинар кој ќе одлучи да отвори телевизија на која ќе се имитуваат исклучително вести. Е, забавата започнува тогаш. Why do you have this bag of bowling balls in this terrarium filled with scorpions? It's a crazy story. Cruise control just regulates speed. It doesn't steer. He says we're all gonna die. That is gonna make one hell of a story. From deep in the hinterlands to the greatest metropolis on Earth, they came to reclaim the glory they once knew.
Welcome to GNN, the Global News Network. Tell us about the new head honcho. Linda Jackson is a winner. Linda Jackson, how are you, my friend? This is Linda. Oh, black. Black. Bronze. Black. Aren't you the guy who lost his job to his wife? Wow, right on the lens. I'm sorry, sweetie, you're the best. Quick kiss. Undaunted by the challenges they faced. Позитивните вибрации нека бидат ваш сојузник и во тегот на целиот викенд. Јас ве поздравувам и се надевам дека ве оставам во одлично расположение. Убаво поминете си и изграбчете се буквално што ќе ви излета на патот. Бидете среќни, весели, расположени и секогаш одвојувајте време за своите најблиски и најсакани. Чао!